Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во ова видео ќе зборувам повторно за 12-тиот чекор од книгата на вторката Шефалица Бари, родителска карта. И во овој чекор зборува Шефали за една поделба на детската суштина. Таа поделба ја прави врз основа на висината на аксиозноста кај таа детска суштина, почнувајќи од највисокото ниво па се до најниското ниво. И во овој чекор во ова видео ќе зборуваме за следната детска суштина, која што таа ја нарекла бунтовник, неконформист, односно дете кое што има природа да се бунтува и да не ги следи стандардите, општо прифатените стандарди кои што се дадени во средината во која што се наоѓа. И таа веднаш ги прашува родители дали имате дете кое што е упорно, тврдоглаво и кое не ги прифаќа вашите барања, се додека тоа самото не увиди дека тоа е она кое што тоа го сака, кое што него му треба. И исто така дете кое што е пркосно, кое што се расправа, кое што не се плаши од родителскиот авторитет и од родителското влијание и знае често да се спротивставува на другите. Ова дете е доста храбро, конфронтирачки настроено и ако е така, ако ги забележите овие карактеристики кај вашето дете, тогаш можно е вие да имате дете кое што по својата суштина е бунтовник, не конформист. И самата Шефали, кога станува збор за оваа суштина, им објаснува на родителите дека многу добро, особено ја позната оваа суштина, како таа може да биде многу предизвикувачка за родителите, затоа што незината ќерка Маја токму ја имала како дете ова суштина и таа објаснува дека особено овие деца се деца кои што кажуваат она што го мислат и по секоја цена, без влакна на јазикот, и тие се изразуваат себе си преку на еден многу храбар начин, на еден многу драматичен начин, без да се грижат што другите ќе помислат за нив, без да се мислат како да се изразат, што кажуваат и воопшто да не им е гајле како тоа им звучи на другите. Значи, овие се деца кои што се многу верни на себе и многу малку се плашат тие да се спротивставуваат и тоа се деца кои што се по правило родени лидери кои што навистина знаат да направат промена. Не ја следат тие современата толпа, ниту пак имаат потреба од тоа нешто. Меѓутоа, токму поради таа нивна природа, тие се следени од страна на голем број на други деца. И овие деца не знаат да им угодуваат на другите, значи тоа не е нивна силна страна и како резултат на нивната храбра природа и цврста природа да си ја бранат својата собствена внатрешна моќ, овие деца се многу тешки за воспитување и многу тешки се за родителствување. Значи, родителите овде многу тешко можат да им ја наметнат својата контрола и своето влијание и токму поради тоа овие деца се етикетирани од страна на родителите како лоши деца, значи многу често се засрамувани од страна на своите родители и тие бараат да ја намалат нивната вредност заради тоа што се доста ригидни децата и доста се тврдоглави по својата природа. И меѓутоа, овие деца многу тешко поднесуваат било каква критика, дури и на најлесна и пасивна критика, и кога тие ќе видат дека околу нив луѓето или родителите не се однесуваат онака како што тие сметаат дека треба да се однесуваат спрема нив со дадена почит која што тие ја бараат од страна на другите, овие деца многу лесно
се отргнуваат и воопшто не им е гајле за тоа. А за да се поврзе родителот со овие деца, навистина треба да работи на себе, по смисла на тоа да знае како да ја заработи нивната доверба и нивната почит, а тоа е во сушност прво родителот е тој кој што ќе мора исклучиво да им верува на овие деца и исклучиво да ги почитува за она што се. И зошто? Затоа што овие деца по својата природа тие се сами се насочуваат и сами знаат да управуваат со својот собствен живот. Значи не може со нив родителот да се однесува како со останатите стандардни деца, деца кои што многу полесно потпаѓаат под родителското влијание и под родителската контрола, затоа што нивната природа е да бидат испочитувани. Значи, нивната природа бара да бидат испочитувани за нивната внатрешна самозајакнатост. И кога овие деца ќе почувствуваат дека се испочитувани на начин на кој што нив им е потребен од страна на другите, од страна на родителите, тие возвраќаат подеднакво. Но сепак по моментот кога тие ќе разберат и ќе се почувствуваат дека не се испочитувани, тогаш делуваат спротивно, односно се бунат, се борат и те како знаат и да напуштат. Овие деца исто така ги држат многу приземјени и многу стабилни родителите и самите ги доведуваат во една состојба да можат да го направат потребниот раст кој што на самиот родител му е потребен. Зошто? Затоа што овие деца не се заробеници на потребата од туѓа валидизација, од туѓа потреба за вредност. И кога тие ова го разбираат, за нив важи девизата или ќе ми се приклучиш, или ќе те напуштам. Значи, колку и да се непопустливи, колку да се проблематични во смисла на тоа, во наводници, за родителствување, за самите родители, Шефали пишува во книгата дека овие деца исклучиво се вредни за восхит. За нивната бестрашност, значи вредни се навистина за почит овие деца. И откако родителот ќе ја надмине таа потреба за да ги контролира своите деца, кои што имаат оваа суштина, после тоа овие родители навистина забележуваат исклучителни квалитети кај овие деца. Значи, наскоро сваќаат дека се тие асертивни деца, кои што имаат голема самозајакнатост, природна самозајакнатост, и дека тие како родители се тие кои што први треба да направат чекор назад, за да му дозволат на овие деца сами да си бидат, значи да си го земат својот собствен живот под контрола, под своја собствена контрола, затоа што овие деца доаѓаат на овој свет со една недвосмислена способност и со едно недвосмислено чувство за себе поседување и за себе знаење за својата внатрешна сила. Значи, овие деца не дозволуваат другите да ги водат нивниот живот, особено не пасивно, и тие се деца кои што сакаат да го превземаат кормилото на својот брод и тие едноставно да одат по патот по кој што посакуваат да пловат низ животот. Затоа што најважното нешто за нив е тие да го следат својот внатрешен компас. Секако дека овие деца можат да бидат погрешно разбрани од своите родители, особено од родителите кои што сакаат да имаат послушни деца, да имаат сервилни деца, меѓутоа овие деца не им е најважна туѓата валидизација
и туѓата пофалба, и поради тоа кај овие родителите кои што имаат вакви деца, Шефали обично ги советува да ги ослободат од контролата овие деца, и дека најглавното оружје и најсилното оружје за овие родители би било да кога би ја почитувале исклучително индивидуалноста на овие деца. На тој начин тие ќе можат да допрат до нивното срце. Исто така Шефали ни дава начин на кој што овие родители можат да допрат до суштината на своите деца, кои што имаат ова природа на бунтовник и неконформистички настроено дете. Тоа е следниот начин на кој што треба родител да комуницира со своето дете. Ти си едно од најсилните човекови битија, што ги знам. Твојата доверба во твоето внатрешно знаење е импресивно. Посакував да имам таква силна внатрешна волја и сила и смисла за вредност. Се восхитувам на твојата способност да го следиш својот внатрешен глас и да не ти влијаат трендовите и мислењата на популарната толпа. Ти си способен да застанеш зад себе и покрај себе. Очигледно е дека на другите нема да им се допаднеш со твоите храбри искази и со твојата непочит кон нивните мислења. Немој да го изгубиш твојата внатрешна сигурност заради она што другите го кажуваат. Не бори се против правилата само заради бунтовност, зашто ќе прегориш, но не престанувај да се бориш за добрите каузи. Прави разлика помеѓу овие две работи и продолжи да светиш силно. Значи, кога родителите тие ќе решат да ја напуштат својата контрола и да ги остават овие деца да одат по својата суштина и да одат по својата судбина, и како овие деца знаат да полетаат, затоа што тие се многу напредни за своите години, за својата возраст, и тие многу силно можат да ги манифестираат своите соништа. Значи, поседуваат еден многу силен природен капацитет, кој што е многу посилен отколку способноста и капацитетот на родителите да им помогнат во тоа нешто. Зошто? Затоа што овие деца на овој свет се дојдени исклучително за да можат да ја изразат својата уникатност и да изразат својата автентичност. И токму поради тоа тие нема да им дозволат ниту на едно друго живо битие да ги спречат во тоа нешто. Родителите се советувани да се тргаат настрана од својата контрола кога имаат деца со ваква суштина, затоа што тоа е единствениот начин на кој што родителите ќе можат да го преживеат родителското патување со овие деца кои што навистина ја имаат ова бунтовна и неконформистичка природа и суштина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.